Забрза годишната инфлација. Во октомври таа е 4,5% повисока од истиот месец лани. Ако се споредат 10 месеци од годинава со истиот период лани, инфлацијата е 4,1%. Голем раст има кај цените на храната и тоа за 7%. За премиерот Христијан Мицкоски ова е очекувано и денеска тој ја коригираше прогнозата за инфлацијата за 2025 и ја доближи до проценката на Народната банка која изнесува 3,9%. Со ребалансот на буџетот за 2025 година Министерството за финансии оцени дека инфлацијата оваа година ќе биде 2,8%. Вчера кажав, поради ниското ниво минатата година во октомври месец, тогаш се сеќавате ги аплициравме ние мерки за замрзнување на маржите и слично, но потоа очекувам пристојно намалување во ноември и во декември, така што просечната годишна ставка оваа година ќе заврши меѓу 3,5 и 4%, што е едно од најниските во Европа и во регионов. Истовремено, очекувам дека следната година нивото на инфлација ќе се движи меѓу 2 и 3%. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во октомври годишната инфлација беше 3,5%, а во првите 10 месеци 3,3%. Според податоците пак на Евростат, Романија овој октомври има повисока инфлација, додека кај поголемиот дел од другите европски држави се движи од 4,5% па надолу. Има доста земји кои имаат инфлација под 2%, а има и држави како Кипар, Малта и Ирска каде порастот на цените е околу 0. За економистот Абил Бауш не е за изненадување што кај нас забрзува инфлацијата. Тоа се должи на повисоките цени на храната, енергенсите и услугите. Дополнително ние се уште имаме внатрешни притисоци кои ја подгреваат инфлацијата, односно на нејзиниот раст влие очекувањето за повисоки плати во државава и недоволната продуктивност. Проблем е и структурата на буџетот. Со новиот буџет имаме пак покачување на платите, значи тие социјални трансфери, и тоа е она што го забрзува тој инфлационен ефект. Иако, например, владата најавува мерки, тие се претежно пак краткорочни мерки и не решаваат суштински проблеми, например, не прават некоја трансформација на тој буџетски модел за да може ние да имаме поголемо производство и таа слаба конкуренција да може да ја направиме конкуренција на нашите производи надвор на пазар. Бауш вели дека се потребни итни структурни реформи во даночната и макроекономските политики, односно да се зголеми производството на храна и на енергија, но и да се има поголема фискална и даночна дисциплина, како и сузбивање на сивата економија. Се додека не се направи ова, инфлацијата ќе биде отпорна и тешко ќе се намалува. Премиерот Мицкоски вели дека во моментов има активни економски и контролни мерки кои треба да влијаат на стабилизирањето на цените. Мицкоски повеќе пати најави дека нема да има замрзнување на цени и на маржи, бидејќи тоа е контрапродуктивно.